Катерина Котеска-Стисниовска е адвокатка од Битола со специјалност семејно право и бранител на голем број жртви на семејно насилство. Посветена на својата професија и докажан борец за заштита на женските права. Како силна жена која ги урива бариерите и создава подобра иднина, беше во тесниот избор за Европска жена на годината лани во организација на делегацијата на Европската Унија. Катерина, добре дојде во ние, на Телма. Го спомнавме семејното насилство, колку го има кај на семејното насилство? Еве работите на таа проблематика, колку е застапено? Дали е онолку колку што зборуваат и статистиките? Да, за жал да. 2024 излезе статистика која покажува дека за разлика од 2023 за 19% беше беа зголемени пријавување, случаите на пријавување на семејно насилство. Тука добивме различни образложенија, дека сега повеќе се охрабрени жените па пријавуваат, дека порано не го пријавувале, па затоа е таа бројка и така натаму. Јас би додала од лично искуство дека сега се создава и еден реванш од страна на мажите кога ќе се работи за семејно право, биваат поучени и тие да пријават семејно насилство во Караница или Кавга или било како, за да направат еден реванш со жените, што треба да знаат дека лажно пријавување на кривично дело е исто така кривично дело. Тоа не смее да се случува. Меѓутоа, тоа е статистика на пријавување. Она што бројките кажуваат и што институциите, како што се центрите за социјална работа и судовите од искуството што го кажуваат, сите го констатираат истото, дека семејното насилство за жал е во подем. И тука, како главни причини, во поново време се наоѓаат зависностите. Зависностите од хазардни игри, од коцка, од медикаменти дури, од наркотици, алкохол и така натаму. Значи, во последно време, и лично јас како еден адвокат кој работи разводи, доаѓам до заклучок дека коцкањето е број 1 причина која се во поново време, во помладите генерации, доаѓа до распад на браковите. Нормално, тука има и разидување помеѓу партнерите, случаи на изневера и така натаму, меѓутоа, скоро секој втор случај што доаѓа во мојата канцеларија, секоја жена, пошто кај мене доаѓаат, имам и мажи клиенти, меѓутоа претежно ми се жени, секоја жена се жали токму од тоа. Сум имала дури и маж што дошол и се жалел од жената за истата таа материја. Значи, коцкањето станува порок број 1 во државата? Станува порок број 1 за распад на браковите, бидејќи премногу се дава акцент на сето тоа, премногу се рекламира, премногу се достапно на луѓето од сите категории, од сите општествени слоеви. Брзите кредити се тука дополнување на таа мизерија, да кажам под наводници, и доаѓаме до ситуација каде што многу млади, а и тоа е логично по мене, бидејќи времето носи акцент на материјалното, на материјалните вредности, што не би требало. Би требало да се акцентираат многу подруги вредности, меѓутоа акцентирање на материјалните вредности, брзата заработувачка, неценење на образованието, на трудот, да се постигне нешто во некоја професија, доаѓа до желба за брзо збогатување, а најлесно за брзо збогатување доаѓа токму ова. Сега, колку жртвите на семејно насилство ја имаат институционалната поддршка? Жртвите на семејно насилство по закон имаат инстанци на кои се обраќаат. Значи, секоја жртва на семејно насилство треба да знае дека прва инстанца каде што треба да се пријави семејното насилство е полицијата. Дали ќе се јави на телефон или ќе оди директно, тоа е првата инстанца. И како информација не е лошо сите да знаат дека семејното насилство се пријавува во полиција. Понатаму, доколку постои телесна повреда или претрпен страв, треба да се извади медицинска документација за да се потврди тоа, и понатаму следна инстанца е обвинителство, каде што се дава исказ, па понатака предметот оди на суд, а во меѓувреме Центарот за социјална работа како предлагач е во постапка за изрекување на мерки за заштита од семејно насилство. Што значи тие мерки?
Тие мерки се привремени, се изрекуваат до максимум 1 година, на различен временски период, се изрекуваат за смирување своевидно на ситуацијата со тоа што се забранува да врши семено насилство, да навредува, да ја уценува жртвата, да ја заплашува, да приоѓа на 100 метри од домот, од работното место, па дури има мерка и одстранување од домот. Значи, без разлика дали домот е во собственост на сторителот или на трето лице, каде што живее жртвата со насилникот, мерката може да биде изречена за одстранување од домот. Таа мерка исто така може да изрече и МВР по измените на законот во рок од 30 дена доколку постои реална опасност за сторување на семејното насилство. Што е она што најчесто ги обесхрабрува жртвите да ја продолжат институционалната битка против ова насилство? Како што реков, најмногу тука има акцент материјалната односно зависност, материјалната и финансиската зависност, немање на собствен дом. Тука некои статистики излегува со кои јас се сложувам дека и самото оставање, традицијата на оставањето на имотот на машкиот потомок од фамилијата, исто така допринесува до тоа. Има и други фактори, меѓутоа сепак материјалната и финансиската независност е она што ја враќа жртвата повторно на местото со кое живее со насилникот. Она што е битно е да се напомене дека на ниво на Битола постои сигурна куќа, дека една жена може да биде сместена таму и може да помине извесен период. Исто така има и СОС село, каде што може да се обрати на одреден временски период, месец-два, да го помине таму, со што овие институции ќе помогнат во наоѓање на вработување, во помагање со основни средства за хигиена или за храна, за да може понатака да го продолжи животот жртвата, за да може да го премости тој период на напуштање на насилникот до доаѓање во посигурна и безбедна средина. Ги обесхрабрува исто така и самиот однос понекогаш на институциите. Не велам јас во глобала, меѓутоа поединци постојат кои што самите институции треба со нив да расчистат, кои имаат поинакви сваќања од она што е суштината на борбата против семејното насилство. Например, Истанбулската конвенција, која е основен акт од кој понатаку произлегуваат сите закони кои ги штитат жртвите и жените од насилство, строго забранува мирење на жртвата и насилникот. Меѓутоа, сведоци сме и ние, сите и јас во постапките каде што често вие сте брачни партнери, родители сте на деца, ајде смирете се, ајде, такво нешто не треба да се прави. По мене, затоа што само еден сторител на кој му биле изречени мерки или кој бил кривично казнет за кривично дело сторено при вршење на семено насилство, има големи шанси понатака да не го стори тоа дело. Меѓутоа, ако не биде казнет, ако жртвата се повлече затоа што со него има деца и затоа што тој е нејзин сопруг или партнер, тогаш повторно семејното насилство се продолжува. Дури сум имала случаеви каде што и со друг партнер, односно друга партнерка, после таа партнерка врз која вршил семејно насилство, се повторувало семејното насилство од истата личност. Тоа значи дека еднаш насилник, секогаш насилник се повторува во принцип? Се повторува ако не се третира. Ако не се третира, ако не се казни, ако не се процесуира, ако не се работи со семејниот насилник, постојат правилници при Центарот за социјална работа кои наложуваат со семејните насилници да се работи, без разлика што сториле семејно насилство и тие имаат некои своји човекови права. И затоа се сложувам. Треба да му се помогне и него. Психолошка подршка, советодавна подршка, казна, еве. Така да еден човек, па и во нашата култура, и во нашата религија, и во другите религии, никогаш не се оди на тоа дека еднаш сторител и готово. Секогаш човек има шанса да се поправи, има шанса да биде подобар. Меѓутоа, ако се затаи во борбата, ако се затаи во тој случај, ако институциите
кренат раце или недоволно му посветат внимание, тогаш шансите се преголеми да се повтори. Но не е само физичкото насилство. Умеат ли жртвите да го препознаат семејното насилство? Среќна сум што во поново време, да, стануваат свесни и жените, па и мажите, небитно. Значи, стануваат свесни дека секое насилно однесување, наметнување на своја сопствена волја, која е против волјата на партнерот, представува еден вид на насилство. Тоа е психичко насилство. Значи, семејното насилство може да биде физичко и психичко. Па под психичкото може да биде и сексуално, и емотивно, и економско, и така натаму. Многу различни видови има. Со тоа што би требало секој партнер, прво и основно младите, кога стапуваат во партнерски односи, треба да знаат дека сличностите се привлекуваат и да бараат партнер кој со нив ќе ги дели сите интереси за иднината. Затоа што нема ефект да се наметнува мојата сопствена волја врз партнерот, бидејќи сметам дека така ќе ни биде подобро. Доколку дојдеме до ситуација каде што треба да се наметнуваме волја еден на друг, тогаш тоа значи дека нашата врска, пример, не функционира. Така да младите сега се освестени доста, сваќаат дека не треба да се наметнува, дека не се тука да ќутат и да трпат, туку едноставно да си ги кажат своите интереси, својата волја, своите стремежи кон иднината, и то би требало во некоја граница, не може во совршенство секако, меѓутоа во некоја граница да се поклопи со интересите на другиот партнер. И тогаш имаме една здрава релација. Се останато е токсична врска, и од токсичната врска, доколку не се прекине една токсична врска, настанува насилство. Сепак се уште имаме еден впечаток дека кај нас е висок прагот на толеранција кон насилството. Зошто е тоа така? Можеби младите веќе тоа не е случај кај и помладите, но таков е впечатокот. Проблемот е во малата средина. Ние, Македонија цела, кога ќе се разгледа како држава, сегде имаме мали средини, па дури и Скопје, кој е милионски град, луѓето се познават по основ на средно образование, на факултети, на мала, кај што се дружеле друштва и така натаму. Сепак, една држава како што е нашата е мала средина. И тука спаѓа срамот, осудата, стигматизацијата од средината. Зошто на тој начин да се постапува, како да се постапува. Научени сме да го игнорираме нештото, да се тргнуваме настрана, да го избегнуваме злото, нападите врз нас и така натаму. Меѓутоа, сега во поново време, цивилизирано, треба да се избегнува, меѓутоа не и да се заборави, туку треба да се пријави на надлежна институција и тоа нешто да се процесуира. Имаме случаеви каде што доаѓа до насилство помеѓу различни и во партнерски односи, во соседски односи и така натаму, меѓутоа институциите треба да си ја работат својата работа. За секој проблем има решение. Така. И малата средина не треба да ни биде ограничување за да трпиме, туку едноставно и во малата средина и никогаш, уште едно да напоменам, никогаш не треба да ја вртиме главата од нечи проблем. Затоа што сепак ние луѓето треба да бидеме човечни, да се помагаме едни со други, со тоа што ако видиме дека некој е во неволја или соседи имаат проблем, каде што слушаме дека жената е малтретирана, пример, или било како, не треба да се оди по линија на понизок отпор, тоа е нивен проблем и нивна работа, туку треба да се пријави. Бидејќи од X причини може во тој момент жртвата не е во можност самата да си побара помош, а сите ние сме луѓе. И можеме и секогаш, и институциите, јас тоа го велам, кога доаѓаат во ситуација да се неправични кон жртвите, треба да размислат дека може во таквата ситуација многу лесно и тие или дел од нивното семејство да биде. И тогаш она што го создале како неправо ќе се одрази токму на нив. И секогаш секој треба професионално во својата област да ја врши најпрофесионално работата за да имаме ефект. Ако не дај Боже некој од нас дојде во таа ситуација што работиме со тоа, да бидеме сигурни во системот дека истиот ќе се заложи за нас.
Така, се случило и вие да бидете нападнати од насилник, и то не еднаш. Да, од кој сте ја бранеле жртвата, во повеќе така. наврати. Како го доживеавте тоа? Па баш и она што го разговаравме претходно, дека жената е секогаш личи дека е можно со неа да се пресметам без последици. Значи не е маж па да ми возврати, туку е жена или ќе плаче или ќе избега. Многу често, за жал, тоа го имаат проблем и другите колеги, се поистоветуваат странките со проблемот, го поистоветуваат адвокатот од спротивната страна. Треба да сватат дека ние сме службеници, ние службено ја вршиме таа работа и нормално дека треба да ги браниме правата и интересите на нашите клиенти. И нормално е на суд да збориме и да оствариме права на собствен клиент. Меѓутоа, ние сето тоа го работиме службено. Ние немаме ништо против спротивната страна. И тука дојде до еден случај каде што маж што беше спротивна страна, ја застапував невоговата сопруга, меѓутоа откако заврши тој дел и веќе подолго време и немавме контакти, дојде до реванш од негова страна, ме виде на едно место, не би да кажувам повеќе детали, меѓутоа ме виде проба нешто да се пресмета со мене, постапка е во тек, така да мораме да останеме на тоа. Уште е во тек таа постапка? Да, во тек е постапката. Го пријавивте, значи? Па, овој пат да. Многу пати сум како професионалец сум го сваќала тоа како дел од ризик на професијата, како и вие новинарите што често пати сте нападнати за жал. Меѓутоа вербални пресметувања сум имала закани и така натаму, јавување од непознати броеви и така натаму. Меѓутоа сето тоа не ми представувало проблем, бидејќи знам, јас работам согласно закони, сметам дека секоја работа која ќе се процесуира во поглед на моето действување е во ред. Меѓутоа, луѓето се поистоветуваат со проблемот. Го истоветуваат адвокатот. И овој пат сметав дека треба, јас како борец против насилство, да пријавам насилство. И пријавив и постапката е во тек. Жалам што тоа мораше да се случи. Жалам и за самиот сторител што мораше така да изреагира. Ама во секој случај и професионалците, и новинарите, и адвокатите, и судиите, и сите кои работат било каква професија, не смеат да бидат мета на напад. Не смеат да бидат треба да бидат заштитени. Тоа се случи со измената на кривичниот законник, каде што на службено лице напад се додадоа и новинарите и адвокатите, и тоа е за поздравување. Не смее да се поистоветува службеникот со проблемот, по мене, затоа што секој си работи работата, така, си работи професионално. Често укажувате дека исплатата на алиментацијата е еден од сериозните проблеми на еднородителските семејства. Дури и предлагате конкретно решение. Како да се реши овој проблем, што навистина е сериозен? Да. Имаше есента дури една меѓународна конференција на која учествував со труд баш на таа тема. Темата на конференцијата беше баш и се погоди во поглед на ова дека правата се еднакви за сите или имаше прашалник, така да сметам дека не е еднакво право на децата. Ако едни деца земаат алиментација, на другите истото не е обезбедено. Постојат случаеви кои се докажаа во пракса години уназад, откако се отворија границите, подостапни се државите од Европа и од светот за работа, каде што многу наши граѓани заминаа на работа, се случи миграција на население. Меѓутоа, обврската за децата не треба да биде осуетена од нигедна причина. Не може да бидат децата, со тоа сметам дека и се дискриминираат едни деца со оглед на другите, бидејќи како што може државата да се грижи, да речеме, давајќи социјална помош на загрозени социјално граѓани кои не можат во моментот да се снајдат,
и добиваат социјална помош. Па сега исто така почна да функционира и законот за обештетување на жртвите од кривични дела. А за децата нема никаков државен фонд и тоа мора да се смени. Исплатата на алиментацијата или издршката за деца е помогната од државите, како што се Црна Гора, Хрватска, Србија. Хрватска дури го намали самиот рок на времето на кое не се исплаќа алиментацијата, така што го скрати на 1 месец, беше 2 месеци континуирано на 1 месец. Тоа е многу важно според мене, бидејќи мајките често не се во состојба целосно да ги покријат трошоците за издршка на своите деца. А и децата едно право кое е загарантирано од страна на државата, кое е нивно социјално право да добиваат издршка од родителот. Исто така е регулирано согласно закон, бидејќи родителите се должни да ги издржуваат своите деца доколку се малолетни, односно до 18 години или до 26 доколку редовно се школуваат. И имаат право на таква издршка. Еве во вашите случаи, можеме ли некаква статистика, колку проценти од еднородителските семејства остануваат без алиментација? Она што го спремав како статистика за семинарот кој беше во есента, некаде во октомври-ноември месец, беше тоа што од 3 деца, едно дете останува без издршка. Так. Значи од 3 деца кои согласно пресуда на надлежен суд добиваат издршка, едно од нив останува без таа издршка. Што значи дека тоа е голем процент и во таквото треба да се обрне внимание. Направив паралела со законот за обештетување на жртвите од кривични дела, кое нешто го поздравувам, бидејќи и тука многу често однемање на имот или однемање на средства за се обештети жртвата, жртвите остануваат необештетени, меѓутоа жртва може да биде и некој кој е на моја возраст и кој има како мене стално вработување, и тоа вработување и понатаму да продолжи и да може како способен за работа некој да се издржува. Меѓутоа децата од друга страна законот им забранува до 15 години да бидат вработени. А понатаму можат после 15 години под одредени услови да остваруваат вработување. И тука постои голем проблем, бидејќи од една страна законот му забранува на детето само да остварува приход до 15 години, а не постои механизам со кој би можело да добива издршка и алиментација која покасно самата држава преку своите механизми ќе се ја наплати од оној давателот кој требало да ја дава таа издршка. Сметам дека треба да бидеме поучени од искуството на земјите во регионот и по најитна постапка да го донесеме тој закон и да обезбедиме средства за овие деца. Така. Катерина, кој предмет во вашата кариера сте добиле најголема сатисфакција? Дали е тоа онај познат предмет битолска јавна соба во кој што жена беше изложена на јавен срам затоа што на социјалните мрежи маш објави интимни фотографии? И вие го добивте тој случај всушност? Апсолутно, по приватна тужба и тоа, како адвокат, не беше процесуиран од страна на обвинител, туку беше по приватна тужба добијан таков предмет во тоа време и сметам дека беше многу голем успех за правдата, за правото и секако нели за жените. Затоа што самата судијка која го судеше тој предмет имаше сенс да увиди дека злоупотребената доверба е токму она нешто кое законот го штити како добро кое е заштитено на ниво на закон. Значи, без да се поставуваат прашања зошто тоа го правела или на кој начин, сепак, една доверба која се злоупотребува не сме да биде предмет на нешто што ќе влезе во пракса и да се стигматизира жртвата и да се осудува зошто пратила такви фотографии или зошто општала на тој начин со некој. Сепак, интимните односи се загарантирани за тајност и има таква гаранција постои во законот. Значи не може да се осудува
некој што без разлика на кој начин и од кој побуди реагирал. Сепак законот и заштитува злоупотреба на доверба. Она што е пуштено од моја страна до некој или од некој до мене тука завршува. Не смеам јас тоа да го дистрибуирам, не смеам дури на тоа ни да разговарам, без разлика дали сум адвокат или сум граѓанин што не се занимава со оваа област. Не е воопшто битно која професија си, довербата треба да биде секогаш на прво место. И тој предмет представува голем чекор и затоа неговата популарност беше многу голема. Представува голем чекор кон остварување на правото и правдата во нашата земја. Ви благодарам за разговорот и благодарам што ја прифативте поканата за учество во емисијата. Благодарам и вас.